Од борбата за работнички права се селиме во делот на културата и разговараме за книжевност. Затоа тука со мене во студиото е авторот Анде Јанков, писател на крими романи. Дали точно го кажав ова? Да. Добро утро. Добро утро. Вашиот најнов роман "Само Бог простува" е во конкуренција за роман на годината. Може нешто повеќе да знаеме за романот? Јас го немам прочитано, морам да кажам. Да, ќе ти биде интересно како и на оние гледачи кои што ја немаат Секако. прочитано книгата. Да, се работи за најнов дел во серијалот кој што го пишуваме од 2020 година наваму за полицискиот инспектор Виктор Николов. Книги кои што барем досега се доста барани тука во Македонија пред нашата читателска публика. Може да се каже дека и оваа книга фактички како трет дел од серијалот најмногу досега е дистилира онаа порака која што сум решил да ја пренесувам преку самата романескна продукција. Едноставно зборува за одговорноста и што тоа значи пред се во наше општество, бидејќи сметам дека тука имаме некоја фалинка, може да се каже како нација и малку потешко се бориме со тој момент. Ај малку за фалинката. Па да, еве како нација. Да, може да се каже дека тука повеќе се мисли дека одговорноста заробува наместо ослободува. Бидејќи кога ќе размислите подобро, кога ќе превземете одговорност за собствените постапки, тоа ве ослободува наместо да ве ограничува. И така и овој роман со самиот наслов и со пораката која што ја праќа зборува за тоа, фрлена доста силна општествена критика на судството, на здравството. Сите оние, да речеме, можеби неолиберални капиталистички моменти кои што ги преземавме од осамостојањето наваке. И со кои тешко се сноѓаме. Па да, за жал. Да. Романот излезе во март, ако не се лажам. Како е прифатен? Дали е прифатен како и предходните продолжени? Да, секако. Виктор Иванов решава нашиот Шерлок Холмс со него. Да, еве, баш вчера испадна една рецензија на Храми на МК порталот за претходната книга во серијалот за Сигурен ризик, каде што девојките му спомнаа дека овој серијал барем со овие делови, со вториот и со третиот си обезбедува некоја долговечност, бидејќи на некој начин ги апострофира општествените прилики кои што моментално ги живее просечниот македонски граѓанин и јас гледам и да не се повторувам, па секој еден нареден дел да се изазима и одредено нише од проблемите кои што се тука во Македонија, па еве следниот дел, четвртиот, Кобаяши Мару, кој што е така насловен, ќе малце ќе чепне од оној финансиски можеби дел со кој што се мачиме. Да, од Стар Трек. Да, точно, да, новин сценарио, нели? Да речеме дека темите кај мене во романите некако инкрементално се надоградуваат, па малку за слободата ќе зборуваме и дали постои слобода во наше општество, нели? Можеби е илузија некоја или пак нема. Кобаяши Мару е симулација од звездени патеки во која кадетите треба да научат како е да се изгуби. Точно, да. Дали тоа на Македонија и треба да научи како да изгуби? Па, сега, малку скоколи момент. Губиме цело време, ние сме Кобаяши Мару 30 години. Да, точно. Фактички треба да се прифати која она цена, прифатлива цена која што може да, дозволено е да се изгуби, бидејќи никогаш нема идеални сценарии и баш на новата книга пораката ќе биде таа, понекогаш е окей да изгубиш, нели? Што и да направиш, ќе одеш на доброто од себе, меѓутоа пак ќе изгубиш. Тоа не е неуспех, тоа е едноставно животот. А што тоа Бог треба да прости во ова дело? Па сега само Бог простува за конкретно за романот, значи она дека е интересен момент бидејќи прошката, како некој си тесно поврзан момент со одговорноста. Зборува за тоа дали луѓето треба да простат едни на други. Во Виенски гамбит се работеше за прошката према самите себе, а во Само Бог простува за прошката према другите, и како таа е тесно поврзана со одговорноста. Да, треба да се прости, и човечки да се прости. Сега Само Бог простува беше ставено како таков наслов, бидејќи позадинската приказна на антагонистите, на негативците во романот е таква каде што некоја неправда им се има нанесено нив, а системот кој што е воспоставен во земјата пак не ги заштитил во очи на таа неправда, едноставно тие се повикуваат на повисока правда, затоа и Само Бог простува се викаше романот.
Во Македонија постојано говориме за некаков криминал. Постојано ние новинарите пишуваме за одредени криминални действија, а многу малку е запазен овој жанр од домашните писатели. Колку има публика за дали има доволен број на публика за овој жанр за тоа може вие да обстоите како автор? Има. И тоа е малку некој интересен момент, зашто досега едноставно не било толку таа продукција трилер, да речеме, застапена кај нас во Македонија. Исто и во претходното интервју кој што го имав неодамна, ми го постави истото прашање. Не знам, можеби едноставно требало да помине време за да фатиме чекор со современата европска продукција во овој жанр. Оно ги имавме на времето. Не е тоа современата, е точно, да. така, веќе викторијанско време англичаните пишуваат. Да, меѓутоа можеби едноставно па и ние сме релативно и млада држава, па требаше негде на прагот на милениумот да се освестиме што точно ни се случува, да поминат сите тие општествени неприлики. И за да почнат константно неко повеќе вакви делови да испаѓаат, една од причините зашто почнав да отворам во овој жанр е покривано и интелектуален момент и предизвикот да се осмислам на таква приказна и одново кога се пишува серијал, беше и тоа да се искористи тој момент на жанрот, на крими драмата, на трилерот, за да се фрли нека општествена критика, бидејќи си подложи на тоа, едноставно е доста погоден за такво едно нешто. Не дека сменија, але од времето беа оние на Димко Тасевски романите Крив правец и слично, меѓутоа мислам дека тек допрва, се надевам како и со мене, а и гледам дека веќе се повеќе автори се осмелуваат како во мојата издавачка куќа, така и во други, да отворат во рамките на жанрот и да си наоѓаат некои поджанрови, па имаме сега и хор, трилери и слично. Класична детективска приказка немало. Да, точно. И мислам дека нема. Можеби ќе сгрешам, но има и други автори кои ја третираат, да кажеме, криминалистиката, но класична детективска приказка во продолженија, дали е тоа можеби Шерлок Холмс како пандан или нешто друго, сепак мислам дека ти си единствен. Па да, го препознав тој момент и затоа го заземав тој дел од пазарот. Кога видов дека веќе како и за мене, така и за останати луѓе тука читатели им се допаѓаат она модерна скандинавска продукција каде што си имаат одредени херои или ајде во овој случај антихерои кои што со години едноставно се носители на тие приказни кои што ги вадат авторите и затоа се одлучив да го пишувам тоа како серијал после излагувањето на романот Едно лето на Крит, кога размислував што е она понатаму што треба да пишувам и да, со Виенски гамбит почнав како го развив ликот на Виктор Николов и едноставно одлучив да тера еден подолг наратив, бидејќи долгите наративи се нешто што ме интересира не само во книжевност, исто и во филмската уметност. Продолженијата имаат квалитет плюс. Од каде ја црпиш инспирацијата? Дали кога пишуваш нешто измислено, нешто е точно, па се прави комбинација или се е измислено? Или се е точно? Секогаш е некоја комбинација, нели? Од фактите се факти, а ликовите се измислени, претпоставувам. Точно, да, и во само Бог простува и она прва порака е таа, ова е тотално измислена приказна, што не значи дека некому не може да му се случи. Па пак ќе кажам дека делото на позадинска приказна негативците е нешто што лично мене и на моето семејство не си има случајно и таа некоја неправда, која што системот ја дава за жал. Меѓутоа исто така и од сите оние автори кои што ги читам, дали од континентална Европа, дали од Прибрукјанот, како и овие модерни сега македонски кои што исто творат, има што да се научи и за жал и општеството во кое што живееме и ова време, не време кое што дојде, ни дава некоја инспирација за да ги опишеме тие неубави моменти кои што му се случуваат на секој ден од нас. Неубавите моменти се секаде околу нас. Дали Виктор Иванов или можеби Анда Јанков има некакво решение за да станат пубави тие? Па ете, ова е на некој начин творењето и уметноста е начин на кој што индивидуално може да допринесеме во таа една борба и да се избориме за подобро општество во кое што сите ќе живееме.
И затоа пораката позади романите е таква каква што е. Исто така и во следниот дел ќе се обидам, нели, да се прати порака плюс за тоа како може да дојдеме до подобро општество. Иако мислам дека колективно можеме многу подобро да се избориме за таков елемент колку сите индивидуално. Сега тука има еден друг момент мет со две острици каде што вели дека институциите најчесто корумпираат. И во моите романи тоа исто се како некоја нишка Мокта најчесто корумпира, корумпирани се тие во институциите. Да. Да, меѓутоа секогаш е полесно да се искомпромитираш во формална организација отколку индивидуално. Сега такви се законите како што се и тоа ни го за жал овозможуваат такво лесно корумпирање на некој начин, меѓутоа пак ќе речам индивидуално секој еден може да допринесе за поголемо освестување на граѓаните. Освестувањето на граѓаните секако дека добар начин за тоа е повеќе да читаат конкретно и да ги читаат и твоите книги, конкретно последната. Како оценуваш писателската сцена во Македонија? Авторството како да заживеа во последниве години? Не е како на времето. Вкупно, не мислам само за криминалистика, за Да, има некои поместувања у позитивен правец. Сега оние што се повозрасни, сигурно и ти ќе се сложиш со тоа. Ја памтат она продукција уште од времето на Југославија, претходниот систем кога било друга држава, друг систем. Така е, едноставно и секогаш тоа ќе им фали, меѓутоа тоа е тоа, значи такво време живееме каде што мора да се бориш. За жал таа академска литература сега доста паѓа, па да речеме белетристиката излеза пред нејз едноставно и со тиражи и со читаност и се. Сега останува на авторот, па капитализмот тука пак ти нуди такви моменти каде што секој ден ќе биде прочитан доколку имаш нешто квалитетно да понуди и она што се бара на пазарот во меѓувреме. Јас се одлучив да отворам во овој жанр и за малце да ги прошириме границите на истиот и да не важи тука во Македонија само како некоја лесна литература на некој начин. И фала Богу тоа со тек на време и се менува полека, бидејќи еве гледам и во овие конкурси кои што се распишуваат сега на почетокот на годината, како роман на годината и слично, се повеќе дела од жанровска литература се земани во конкуренција, барем во првите кругови. И пак ја кажам, мора да имаме квантитет, што е можно повеќе пред квалитетот да се исплива на површина. Да, значи ги спомнува ние дамнешни времења веќе од пред 30 и кусур години. Младите генерации не ја паметат Југославија, не им недостасува. Барем културата тој период, сите жалиме за културата, ако не за другите работи, тоа е веќе индивидуално. Дали е можно да се формира таква нека квалитетна македонска култура, не само во книжевноста, во сите други аспекти? Би требало да може. Не знам, дека изминатава година се правеа некои анкети за формирање некоја агенција за книга, која што ќе заземе таа борба за, да речеме, некој си поголемо застапување на авторите, на културен план, како на домашна, така и на регионална сцена. Сега, дел од таа борба треба да преземе и ресорното министерство, барем јас така гледам на тоа. И ќе видиме, ќе оставиме времето да покаже, меѓутоа факт е дека се помалку се става акцент на културата, за жал. Па не само на културата, може да се каже и на спортот, како разговор кој што разговараме малку подосна. Рече дека веќе ја подготвуваш наредната книга, кога можеме да очекуваме? Да, романот Кова Јошимару е спремен за наредна година, 2024. Решив мала, да речеме година, да не излезе нов ракопис. Значи 2023 ја скокаме. Да, 2023 ќе ја скокнеме. Секогаш овие парни години малку повеќе мене ми пријат и 2016 испадна романот Едно лето на Крит, 2020 Виенски гамбит. Значи како олимписки циклус. Така некој ќе му дојде. Меѓутоа да, ова фактички серијалот е замислен што со четвртата книга ќе дојдеме негде до средината. Така што првите 3 дела некоја си логична целина си оформуваат како трилогија и многу комодно можев да го оставам така тука да тлее како трилогија и ќе си беше добро, меѓутоа со самиот епилог на крајот едноставно малку се сменија нештата и еве полека следниот
следниот дел кога Јошимару ќе полека ќе го фати овој временскиот тек кој што сега го живееме, пост корона времето. Короната е исто зазима добар дел од романот како тематски, покрај нели останатите работи и едноставно Дејството е сместено од 2024 година рана, така што и романот ќе испадне како во реално време на некој начин. Значи не само што нели пишуваш за блиска тимнина, не си ја не доживел, ја претпоставуваш блиска тимнина. Прв пат досега, да, да. И тоа е предизвикување на некој начин. Да. Да. Јас си благодарам и ти посакувам многу успех со Само Бог простува на конкурсот и воопшто во твојот творечки живот и се надевам дека ќе не поканиш на сите идни промоции, кои ќе ги има многу. Секако ти Како рече 8 дела ќе има? 7 или 8 дела, да, така е планирано. Одлично. Почитувани гледачи, тоа беше Анде Јанков, авторот на ова дело Само Бог простува, тоа е неговото последно дело кое можете да го најдете во книжарниците.